Братов е just random пијаница. Ја помислив кај рандом пијаница. И здраво, денеска со вас е Алекс и класично со мене е Божидар, како сте? Алонов, че треба ти пише у коментари, I guess. Изгледа. Пишете коментари како сте, што правите, колку сат нели се пишали и све тоа. Направите share и like и subscribe и ајде да започнеме епизода. Да е јако да почне епизода. Брзо. Ставише 3 реклама вдека на почеток, дајуше еден спонсоршип и готово. Да слушаме снимање. Добро, за што збориме денеска ова епизода? Ова епизода збориме The Night of the Seven Kingdoms, една од најдобрите серија некад, буквално 10 out of 10. Breaking Bad, фановите не се согласува, ама солти се само. Драмата тоа ше, да. Да. Ше драмата. Мислев да не влагамо на таму, ама... Ако ќе спомнеме малку. Да. Спомнеме. Да. Не знам што има проблем на таа луѓе, ама серијата е одлична. Апсолутно. Чекај, ме интересира, ќе поделим ова на дел кај што ќе нема спойлери, кај што ќе има спойлери, првен ќе збориме малце за кај што нема спойлери. Јас сум човек што има прочитано книгите, што ги има гледано и серијата. Усвари, вја книги ги немам прочитано. Така да, ама знаев отприлика што се дешава од други материјали, така што имам гледано YouTube видеа и што имам читано други книги за ова. Така отприлика знаев што се дешава више. Ама ти не знаеше ништо за серијава. Така дека човек што значи нема што гледано ни Game of Thrones, ни читано книгите, ни нешто, ни стриповите, така и нема шепнато. Што е твоето мислење за серијава? Кажев почетокот. Апсолутно си нема, брат. Значи, еве, ја како голем фан, например, од One Piece, брат, туе е кај, според мене, мислим, туе е кај. Како друго да ти објаснам, значи, превише ми се допадна ова серијава. Океј, ама малце ја бев туе кога ти подкажем како се ствари поврзани. Ама дан мислиш дека е ова добро место за некој што сака, што го интересира фантазија, или поточно Game of Thrones серијата и тоа, дали е ова добро место да почне? Апсолутно. Значи, ако не ти е проблем да гледаш малку така по нешто што е како дарк, што како посериозно, гледај го ова. Гледај, значи не пропуштај ова, не го пропуштај. Ако сакаш фантази, дарк фантази, нешто во тој стил, тоа. И ако исто сакаш poop jokes, исто гледај. Океј. Само ќе ти кажам на ствар зашто га немаш гледано серијата и тоа. Ова моментално што гледав на серијата не е дарк фантази. Мислим да, ама има малце таке ка дарк дел, ме разбираш, ка малу, не знам како подруго да објасним. Мислим ка човек што поќе нели сака да гледа по нешто релаксирачки, нели пак сака фантази или нешто таке, ка не знам дали би му го препоручил ова. Ме разбираш? Океј, не, ја на сите луѓе што ги интересира фантазија или нешто би им го препоручил, зашто ова има многу добра комбинација на комедија, на сериозност, на тој осеќај дека су друг свет, нели? Особено ќе речем првите 3 епизоди се баш релаксирани, нели? Некако сака се шатамо, гледамо турнири, нели? Опуштено ваќе таке. И после од 4-та и 6-та сака посериозни малце. Не дека пак не се смешни, особено 6-та. Ка 6-та има многу смешни моменти. Да. Нели? Ама стил имаш таа трагедија и таа сериозно што Game of Thrones познат под. Ме разбираш? Game of Thrones не е серија што ќе и пуштиш децата твои да гледа. И ова не е серија исто за можда за децата твои, ама пак многу порелаксирано него таа. Што е ка главната. Например, ова можем да видим како таке постари тинејџери
би ја гледале, ме разбираш? Толку беше нашиот фри спойлер дел, мислим дека се буквално ќе почнеме за спойлери да Така, збориме. ако уште ја Така, гледаш ако серијата, догледај па врати се. така е нешто. Или гледај ако не ти смешава спойлери, нели? тоа. Добро, ќе почнеме со логичкото прашање. Која ти беше омилена епизода? Мојата најмилена епизода, чек, но за ова треба да размислим. Морам да кажем дека е петата епизода. Петата. Мислим дека на повеќето луѓе им е петата. Да, апсолутно. Мислим таа Мислим дека на повеќето таа им е епизода мислим петата. дека беше 10 од 10. Таа беше како клајмексот, нели? Да. Собиравме се, све се дешаваше за да стигнеме на тоа место и тоа што се Го дешава. направиле апсолутно. Особено крајот од таа епизода. Да. И го направиле баш кај што треба, никој не беше разочаран за скоро ваќе ништо што се дешавало во таа епизода. Само многу убаво деливерд. Ние. Да, окей. Дан ти беше тебе споилна од крајот од петата епизода. Фала Богу не. Само ваќе, пошто го гледавме заедно нели со ова Виктор. Аха. Добро. Вашите фаце ич не ми се допадна, пошто нели тој дека беше при крај и вие знаете што се деси, пошто вие кога видовте спойлери на интернет, ја spoiled free го гледав тоа и знаев ништо убаво немаше да се деси, според вашите реакции. Ама, окей, нашите реакција беа више од кој почна да му га важа кацигата, така да. Па и малку пред тоа, ама ја, например, уште не сум чекајте малку, што се толку плашени двајцата свртени, тужни, дека ваќе се пачате за лицето. Викам, тоа пак, брат. Буквално ваќе ми беа мене памти мачите свртен настрана и очите ваќе покриени со рукавивка. Не ичем ова да гледам пак, не ичем. Тоа бев буквално бевка, не пак. Ама не пак. Ја кој видов, таа се не може да ти опишам како се чуеш. Страшно тужен сум, нели, што умрел тој и истовремено као хоррофај, тоа дупката што му гледам у глава, брат. Тоа грусом, значи, нама. У книгите и спомнам си дека кога го гледавме Виктор, у книгите пишано како мозокот му излага од тука му се гледа. Фала Богу немаше тоа у серијата. Фала Богу. Goosebumps. Да те прашам, кој ти беше омилен карактер? Кој имаше омилен карактер? Значи, после све ова морам да го изберем оња братучедот на тој што ги предаде. Реймонд Фосови. Окей. Реков да ќе речеш Бейлор, зашто мене ми е Бейлор, ми беше омилен карактер. Искрено после од кога завршивме серијата и све, брат, голте човек едноставно. Голте човек е. Кој Реймонд Фосови? Пошто и на крај дури нели Данк му даде едниот конј, тој белиот, му го врати конјот. Буквално му го врати конјот човекот. И нормално дека Данк ќе му го даде, брат, заслужено. Данк е добар карактер, Апсолутно, да. Искрено мене Бейлор ми се свиѓаше многу. Те разбирам. И толку ми е жал што нема да го има што умре, што нема да го има задни сезони. Да. Знаевше че се деси све, ама како не може да го сакаш тој човек? Искрено, кога пред, нели, крајот, последната епизода излезе, Бейлор ми беше намилен, ама за мало, ама, нели, кога излезе последната епизода, некако, нели, другиот само го зеде местото. Ама Бейлор е као close second, ме разбираш? Да. Ама гледа, окей, јас едној чака гледам серијала, знаев отприлика што се деша и знаев автоматски кој ќе ми бил омилени карактери, зашто
за луѓе што не знае, јас сум Targaryen лојалист у било што. И у Game of Thrones, и у серијата, и у книгите, и у House of the Dragon. И одвај чекам да излезе тоа што ќе има серија за Aegon the Conqueror. Како одвај чекам. Не се че погрешно Targaryens, не знам, не сум гледал ова Game of Thrones или Добро. Targaryens се за сега ќе ми се на прво место. Ка фамилија, ме разбираш? Добро. Тоа е. Ама ти не ги знаеш толку фамилијата. Да. Ама до сега мислам дека сум запознал колку 2 фамилија или Не, еден еден куп. куп поќе, ама Океј, Таргериен го запознавме кај најголемата, нели? Највише мемберс видовме. Ги знаеш Фосауит, Да. нели? Лајнел Баратијан, така? Он е од Баратијан куќата. Го видовме тој што е Тајрел главниот, што име. Видовме еден од Тали, ама имаш појча куќа, знаеш што ги имаш, ги видел серијава, ка Reddit. да. Што едни од нив се нели Фосауис. Ама ти мене лично мислам дека ако гледам Game of Thrones или нешто понатаму, или House of the Dragon, тебе мислам дека Старк ќе ти биде омилени. А знаеш? Не знам, ти си зашо тие сака по-чил Почил не фамилија? сака по-чил не, поќе сака не ми такна македонски Honorable- збор. Basically. Па може, иска. По-honorable, по-straightforward, само се. Тие квалити с мене ми се Затоа мислам дека он е појче. Може. Јас сакам окей, значи свака куќа има мото, ме разбираш, мал се ќе навлезем ова. И пример, на Таргерин име Fire and Blood, на Старк име Winter is Coming, ме разбираш? Баратијан име The Fury is Ours. Ти кажа Фосови мотото име The Taste of Victory. Или The Taste of Glory беше, сори, не of Victory. Taste of Glory има нив мотото. Така е нешто. Океј, добро. Освен твојата омилена епизода, што има омилена на свите, други кои епизоди ти беа интересни? Други епизоди кои ми беа интересни. Well, зависи, например, за одредени сцени. Например, последната епизода има една сцена кај што нели Данк и овја како се каже, што седа по дрво. Данк утепан скрос и има тој ка хилјара до нив. Со Лајнел? Да. Многу ми е смешно. Добро, со мејстерот. Значи, Лајнел и Данк седа по дрво и Данк апсолутно утепан, има ка дупки у него и тој ка доктор или не знам, изгледа бил некој, као пробува нешто да му помогне, а му вика, извинете, ова не може ми ништо тука да направам. И тој само му вика, што знаеш ти, ништо не знаеш. Не знаеш, бегај таму или го избрка. Сега, Да. не кажем од збор до збор точно што му каже Не мора. на докторот, ама многу ми беше смешна таа сцена. Вика, добар ќе бидеш. Basically, Добар ќе бидеш, ајде станај. ја го брка, тој му вика дека е вештар, кека, ај ништо не ти е, станај. Тарам. И Данк реално на крај вика actually многу добро беше на крај, нели, озра и све, што не знам, ме чуди. Плотор ме разбираш и главен лик и све тоа. Ама ипак, толку дубке. Толку раден, толку све. Ама, мора да продолжиме, зашо ипак главен лик е, Апсолутно. треба да го има понатаму. И многу ми е смешно. Пред нели све ова. Данк оригинално не сакаше да го земе Ег со него. Почека он каше рече доста ми е со принцо и више. После тоа се предомисли, попроба пак да се врати да го земе Ег, ама сега татко му Милиер, така се каше, нели? Мейкер. Мейкер. И Мейкер вика, нема шанса, последен си ми е, не го давам.
И добро, ајде. Нели, поточно, не најчеше го даде. Данк сакаше да земе со него и да бија ка хеджнајц, ме разбираш? Basically, како треба да знае кој е син му? Па тоа, мислим, затоа Basically, не сака да даде, пошто не знае кој е, шо прави, кај спие, ме разбираш, пошто кад Данк што решил серијата, ќе спија наверојатно некојаш под дрво или ќе јаде нешто леп само неколку дена и ако му мекар кој го слуша вика нема шанси, сака синот да остане дома да јаде кај што треба да спие, кај што треба, нема да знае кај. принце ипак. Окей, ме интересира. Спомна така дека Ек или Ейгон, кај што му е правилното име, му е задниот син. Со другите три постари сина му се Дейран да Дранк, Ериен Таргериен Брайт Флейм и Еймон Таргериен. Шо мислиш, заш го смета него за заден син кој имаше три постари живи сина? Препоставувам, пошто другите три сина са за нигде. Апсолутно за нигде. 20 дни видовме, мислим, 20 дни видовме. Првин ќе спомнем сека Дейрон да Дранк. Брат, што чекуваш човек што го вика атаке? Што чекуваш да биде пијан? Цело време пијан. Зашто е таков? Почне нели има тоа соновите што му сака не може Dragon Dream се вика. Basically, и брату само не може да воздржи. Не може, мора да биде пијан цело време. Тоа ќе спомнем, ка Гаривачавме, Да. и у првата епизода нели го брка, што седи шо подалеку од мене, така? И текна ревача сконтавка, он мисли дека он ќе умре, нели? Он мисли дека он е змејот што ќе умре пред дан. Па тоа, значи, тоа ја го сватив, поготово после ревачење, и интересно ми стана, пошто кој прв пат дознавме дека сонот му бил дека пред Данк ќе им, ако сонувал дека пред Данк има мртов змеј, не ми текна на таа сцената со првата сцена со него кај што му вика бегај, сум те сонувал, не сакам да те видим. Ама сега после ревачење толку поинтересно ми стане дека да, има логика, пошто. Нели? Окей, чекај, ќе се вратиме нова, ама имаше толку hints and foreshadowing дека Данк е принц. И тика ги сконта или не? Мислиш... Ме интересира кога е сконта дека Ек. Ме интересира кога е сконта дека Ек не е пезент и кога е сконта дека Ек е actually Targaryen. Кој, нели, у тавернот кој прв се запознале, му викаше, му рече на ова Данк my lord. Ама после таа епизода ми се појавува видео, шорт видео, ки што пише Данк да бил доволно паметен, би му текнал одма и покаже изгледа цена од Game of Thrones, ки што некој објаснува. My lord вика само тоа почем што са побогати или а Милорд што са како пезенци. Милорд. Што са како почека пезенци или што са како пониско социјално ниво. И тоа ка сватив, викам, чекај, значи детево може да е повисока фамилија. Се не ми текнува дали може да е принц, ама може да е некоја висока фамилија. И после тоа, мислим, имаше уште една сцена, мислим, општо и плюс Ек многу знае за дете од негови години. Општо многу знае за светот и за сите фамилија, што обично пезен дете не би требало да знае. Не треба толку знаење. Може да биде паметен, ама не треба толку знаење да има. И тоа ми беше сумливо.
Е. Ама ипак, окей. А прораштвото не ти каже? Окей, да, окей. Бабата ќе му го даде. И прораштва тока, ти ќе бидеш крал, ама од тој момент, едноставно викам, значи човеков или е принц или бабава само мрната. Кај нели Данк ќе помисли, се насмека, што збориш, и бегај. Ме разбираш кај Данк у моментот, не ја сати сериозно и ја само може има сигурно foreshadowing нешто, ама не мисли толку на тоа што е foreshadowing, само гледа серијата. Окей, не, првата фраза така што каже бабата Данк, нели на Данк вика, ти ќе биеш побогат од Ланистер. Тоа е basically ќе ја да дојам тебе на улица, не се знаеме и ти речем иди коцкај си, ќе станеш милионер се, ќе фатиш лотаријата. Ме разреши да да, убаво. Нели, и после Нег му каже нешто многу специфично и сика, Месото од Данк, нели, кој го чутува, он ништо не помисли, добро. Се Данк не е најпаметен човек, но ме посети на таа сцената. Објасни. Окей, на таа сцената кај што прави муабет Данк и Ег за, нели, people say I'm stupid. Окей, луѓе ве да знаеш зашто збориме. Има една сцена кај што не може, нека го гледа серијата, не им спойлај. Не дека го спойлавме више, ама нека да го гледа. Кратка е. Ама пресмешно намо. Брат, ако им нема изгледано таа сцена, ја не знам што прават на овие канал. Буквално. Ама да, може он не е непаметен човек, но и он не помисли ништо за тоа како баба, сигурно мрната нешто само збори глупости. Поише бабе така што ми почнали мене рендом муабет на улица са мрднати, така да. Фала Богу. Мене обично ме состанува стари само да ми раскажува што им се дешава во животот. Рандом стари луѓе. Тоа е почна да ти кажа нешто и сака умо е време. И ти си човек, не си толку стар. Ми кажеш приказне змеју да си се тепал со нешто, не. Окей, го спомнавме Дейран Таргеријан. Што имаш уште еден сон имаше на крај, не? Не ми текне. Нема врска, ама да. Шо го видиш него на екран, зна има некоја пророштво в близина. Има некоја пророштва. И у Game of Thrones пророштвата увек са виселити. Тоа да знаеш кај. Се, зависи како, ама ќе се деси. Окей, тоа свако пророштво, нели? Ќе се деси, пробујачи да... Ама тешко е да сватиш на кој начин, обично има некој елемент што е зафркнат за сваќање, нели? Например, има начин што ќе се деси у смисла пробуваш да го спречиш, ама тоа друго пробуваш да го спречиш, ќе се деси. Или така нешто. Не баш толку нели, мртов змеј. Кој е тој змеј? Има повеќе карактери, Таргеријанс. Тоа е мисла на Бејлер. Дале Ейрон, да не Ек, нели? Може да има поиќе, така? Зашто ти прв мислим дека ти беше Ек, кој го слушна прораштвото. Да, пошто нели со бабата, што речеме што дека он ќе умре. Дека кој ќе умре свите околу него ќе биде радосни, Окей. Чекај, се за Дейрон зборевме. Next за Ейрон, Брайт Флим. Што би се рекло антагонисата оваа сезона? Тој човек. Кај сакаш да почнем? Од неговиот дизајн, I guess, ти се свиѓа колку изгледа? Многу фраерски изгледа братот. Многу фраерски. Таков, не знам како подруго да кажем, изгледа размаз. Изгледа
изгледа многу дигнато, не знам како да објасним, нели? Апсолутно. Мислим, нели тој брат му ше е пијаница, изгледа на пијанцица и он изгледа ка размазен таков ка сите ги гледа под него. А ег изгледа на ег. Изгледа ка јас. Главата ми. Да, со исечената коса е. Колку мислиш дека е кукавица од скала од 1 до 10? Ја мислам дека 8 или 9. Така нешто би го рангирал. Да. Цело време пробуваш ја се извади ка... Тој ми е најсмешно ка... Да. Нели, друго суда и мејка река, се плашиш. Се плашиш. Само фајтај го, тапај го човеков, да завршимо. И дека, ама тато, не се плашим ја. Ја го осмислив ова. Нему. Да. Нему. Добар антагонист, искрено. Добро напишен, добар характер, направен за да го мрзиш и го мрзиш. Така да тоа за мене е добар характер. Каже глумецот колку е добар исто. Апсолутно многу добро. И глумецот и добро, еден од синовите не го видов, мама рековме дека тој е на факултет basically. Ала кога да ти го објасним тоа поинаку, ама Мејкар и Бейлор. Кој е дуо, нели? Да. Кој е дуо, кој се увек сцените заедно, така? Спомнавме дека Бейлор е добар характер, ама Мејкар ми е толку смешен кој збори. Мејкар сваки втор збор му е фак. Знам, и мене тоа ми е комедија. Тоа е мене лично ми е ка пик комеди. Дека, fuck, you fucking idiot. What the fuck are you doing there? Нели? Без навреда. Ка мало дете, ка ќе научи нов збор. Фак му е се смешно многу. Ама да, многу смешен и исто многу ја сакам сцената, нели, тој кој прогласи, нели, тоа Trial by 7 и само му се врти Мејкар и Бейлор. Двајцата разочарани и толку се гледа у лицето нивно колку се разочарани. И двајцата сака човече, само тепај се, не бега. Нели сака? Свите знаеме дека ти си крив. Да, свите знаеме дека ти си крив. Да, и плюс не помагаше што тој пијаницата, што ме брат му... И он ги имаше кривено Данкен, да. Дека го ке напирал ег, кој буквално човеков, значи, нели Данк, ако е глуп, не е да толку глуп, не го зел ег ипак со него и после неколку дана ег сам дошол и му се пикна и пак тоа се деси на крајот, basically. Мејкер, татко му, не го пуши да иде и сега ег пак отиде кај Данк и Данк го праша, татко ти да пушти? Да бе, не се секире, уживај. И после покажува лицената ки што татко му го бара. Жал ми е за Данк. Тоа на крај. Да. Жал ми е за Данк, пошто братот ми крикни и бужем пак ќе го окрива за нешто. И исто мора малце Лајнел Баратиен, малце мора и за него, зашто имаше многу добри лајнс, имаше некои многу добри лајнс у серијава. Сир Лајнел Баратиен, The Laughing Storm. Океј, саш да кажам, фан факт што ги имал книгите, тоа што го немаше у серијава. Свите што са таке нобел најци тоа, најчесто имаа ка нешто на кацигите, пример, животни и такви ствари, нели? За да знаеш кои се оддалеку кои се. И Лајнел обожава кој се фајта со нив, кој се џауста, да им ги обара тие да ги фрља у публика. И затоа свите што са нобел, никој не иче да се фајта против него. Во турнирот. Исто вториот ден, таке, кој Ейрон кој се џаусташе, таке. И можеме да ги видиме, нели, тие што имаше неколку шатори, што беа 7 шампиона. Да. Ка Лајнел Баратен беше еден од нив, Принц Валар беше, таке, ка знаеш, тие се добри ка фајтери. Шум се туека. Исто мора да спомнеме таа сцена така што Данса е тоа со Данк. Да, окей. Тоа беше
Многу смешно. Значи, прво Данк вратил само туека дој нели да јаде. И Да. само го вика. Океј, чекај. Реймон Фосауей, значи тој ше зеленова јабука, он го донесе вдека и братот ка пистов го снема. You know? Да. Ти се јаде, секојаш ми се јаде, и ке дојде и со мене, и го снема после тоа. Не го седна да јаде, даки късно и он еден зах и го снема човекот. Го снема и го остава сам. Тој е Данк седи од страна и после кога се запознува или прво му бара нешто дали му донел нешто, ама после сваќа дека Данк тој само дошол да јаде и Да, само дека се спријателува. нели шо правиш овдека човекот? Што правиш? И на крај ми е смешно ка седнати пијани 20 сата и филозофираат туека. Не заборавај како игра Данк, the Dunk Dance. Не забрам та. Не забрам та. Тој го запамтив тој ден наредно кога имам нешто забава, го почнем таке почнем да се опуштим малце. Знаеш шо, мислам Данк е ја кој сум трезен, а Лајнел Барат е некој кој пие алкохол. Да, Знаеш? апсолутно, па исто, искрено. Чекај да спомнем уште нешто ка кој тренираше за турнирот. Да. Многу ми беше смешно кој се гареше. Тој има. После кој го покажува конјов. Коњот не само не мрднат. Ама почна да слуша. Почна да слуша после. Почна да слуша. Вежбал после со мечот, нели? Мечот колку него е. Не, да фрља кој. И копијата, нели ка. Са Данкан. Кој се дере, ама да. Океј, бајде пробам да ти објасним некои ствари што се застрелам и нечем да ти спойлам многу ствари за понатаму. Ама, океј, за фајтот што беше, брат. За тој фајтот. Добра предикција. Многу мртви луѓе. Што имаш да кажеш? Многу мртви. Без да спойлдеш превише. Не, за фајтот ќе спойлнемо све. Рачунаме дека смо, ако некој не гледа сега и више дадовме пред 20 минута спойлер warning, дека више се откажал. Добро. Она мора да спомнем. Океј, според тебе, кој е MVP? MVP. Ме интересира MVP од двете страни, ама. Од двете страни. Знаеш? Мислим дека MVP е дефинитивно од Данк страната е дефинитивно тој Реймон Фосауей дефинитивно е MVP-то од Данк страната. Не очекував он да преживи или поточно не очекував он да излезе од таа тепачка без сериозни повреди. Братот, остај тоа, братот нема сериозни повреди, беше цело време останат на ноги. 2 пута го сејваше Данк. Да, мислим 2 пута. Еднаш таки со коњ, вајда. Не, 2 пута со коњ, мислим дека. Тоа. Пред да падне од коњ. И остај тоа како ја прв кој го видов, нели мислев не знае да се барем окей, знае да се тепа, нели не е толку добро ка братучет му. Братот беше као 100 пута подобро тоа што очекував. Значи, стварно. Добро. MVP од другата страна, мислим дека е Мейкер. Брат, нема кој. Буквално. Истовремено се бореше со Бейлор и со Лајнел. Држеше, се тепаше против двајца 1v2, брат. Брат, буквално таа сцената кај што Данк говора таке Ирон и ка Мейкер е my son и се залетува, нели? И овие двајца треба да одопра. Да. Колку добра сцена, таа е добра сцена. Знае син му е копиле, ама пак го сака. Не, окей. Копиле е лош збор да го објасниш, не е копиле. Легален син му, жена му е. Окей, да. Зашо Данк е копиле. Добро, да, окей. Шупак, може? Може шупак, зашо после иначе имаме многу проблеми ако почнеме свите да ги викамо копилиња. Епа тоа, ипак
кога знае син му е голем шупак, превише го сака, кога знае колку грешки прави. Син му е. Пак знаеш многу го респектам со тоа затоа и он е тој мислам дека ми или топ 5 или топ 10, мислим се така е нешто. Океј, чекај ме интересира. Океј, уште неколку ствари. Кој го најташе овие? Сир Лајнел кој го најташе Реймон, така е фасови. Таа сцена толку чилус ми даде. Апсолутно. You know? Апсолутно. Знаеш само што ми е жалното? Мислим дека ти спомнав. Значи, тоа е цел процес за најтуење некого, нели? И они има цела тоа кај што треба да кажеш поиќе линија. Они само три кажаја у серијата. Три па вајде немале доволно. Само три. Не, и авторот ги нема напишано, што е најжално, мислим дека ги нема нигде стајано, ме разбираш? Ги нема нигде стајано кај што можеш да ги прочиташ. Јас сум разочаран. Што кој јас сакам да направам некого витез сега. Добро, ти го знаеш целото. Па не го знам, не постои. Не постои, окей. Има само први, не е паблишаното. Има само првите 3 линии. Епа до пола ќе ги најдеш. До пол, окей. Ајде сме на муабетот за витези, така е за најц. Да мислиш дека Данк е витез? Дали е Данк е витез? Ја мислим дека е. Да, апсолутно е. Ама Дан Сир Арлан ги има најтано пред да умре или не? Тоа е... Тоа те прашувам. Епа, ова сега, чекај. Сцената ки шо тоа флешбекот, ки шо Добро. де ме кумира, ама освари братот или zoned out бил, или заспал и после заспал не. И мислев заради тоа не бил најтан, ама исто нешто морам да спомнем. Друго, ја гледавме таа сцена, те гледам ти се смееш. И сега го гледам там почне да плаче, викам, што му е на човеков? И после братот се разбудува, се освестува поточно и се ваќам добро. Ако знаеш дека не е мртов, е многу смешно. Те разбирам. Усред реченица заспија и дан кека, о не, оти на ше. Дека му е лесно забити, дека Да. Ка брат га чекај да ти да кажем приказнава. Ама еве и нели после таа сцена не знаеме дали го најтал, пошто не умира од таа сцена. Само не умира. Така, ја мислим дека го најтал. Зошто да не? Ти мислиш, ама Дан има врска, Дан го најтал или не за бие вистински витез? Дан, значи, у срцето е вистински витез, кај што сака да ги штити тие слабите, што... Значи, само сака да биде добар човек и да се штити од други луѓе. Тоа ти е пик. Океј. Уште две ствари имам да те прашам. Што мислиш за спичот од Данкен тоа? Ја научив да бием витез од Сир Арлен и ка вашите деца што ќе научат да биат добри луѓе од вас, нели? Тој и после кај што на крајот, нели? Are there no true knights among you? Да, нели? Што мислиш за тој спич? Ја мислам дека е апсолутно многу добар спич. Поготово, нели, крајот кај што им се дере дали нема вистински витез меѓу вас. И делот кај што тој човекот станува и прти не требаше. Мислим, смешно е, ама мислим дека немаше потреба. Не знам. Но мене не ми беше толку смешно. Мислим, сцената сериозна. И целта, нели, тој Дан бара помош и тој човекот кој станува и разбирам треба да го направи демек посмешно, ама не е вајбот више тоа, не е вајбот. Не треба да биде смешно. Знам. Барем туека не треба да биде. Не знам. Океј,
морам овде да ги пофалим за саунд дизајнот, за музиката што ги има бирано. А нели кој доаѓа Бейлор, ека Game of Thrones тимот, ти не го знаеш, ја го знам. Ека таа музика кој почне, само те хита носталгија, ме разбираш? Или тоа морам да ја пофалим, многу добро беше. Исто почетокот епизода 6 со джез музичето, дор се гледа, дор доаѓа Лајнел Баратијан со мејстерот, нели? Да. Или Добро. или кој го ревила музиката, нели? Па тоа, значи, све сцените толку добро направени и можеш само според нели самите сцени и позадина да видиш што треба нели да се свати посериозно и што треба по таке релаксирачки или посмешно да биде. И поготово петата епизода многу добро направено, како позадината има мгла, и нели врнело, значи осеќаш колку е сериозно тој момент, не само според самите ликови, туку и околината. Многу добро направено. Да, стварно костимографијата им беше многу добра. Костимографијата им беше стварно добра. Уште нешто, тоа што спомна дека серијава. Да, серијава има, без разлика тоа што има као мал буџет, предобро се изгледа. Споредено со други Game of Thrones серија. Да, има мал буџет, ама добро. Да, споредено со други. И тие клопите исто многу се добри, многу го изгледа. Стварно имаше многу добри оклопи, тоа особено од Ейрон оклопот беше многу добар. И од Лајнел ми се свиѓаше оклопот, добар беше. И од Стефан Фосауи, нели? Од Стефан Фосауи колку беше добар арморот. Зборим ваќе не изглед, нели? Многу добар армор имаше. Многу добар. Го мрзим карактерот, ама арморот му беше straight up fire. И од Валар арморот ми се свиѓаше исто многу. Сварно, као клопите беа многу добро направено. И мейкапот за нова епизода што беа утепани, нели добро. Многу реалистично. Окей, чекај уште една ствар да ти кажам уште една ствар. Дан примети дека Лајнел Баратијан носи парика. Не Нели? Толку е добро. Толку е добро. Ој, толку јако. Толку е добро, брат. Свака им Окей, мислим, требаше да свадиш после почетокот од епизода 2 дека дизајнот и тоа простетик се ствари се многу добри. Да, апсолутно. Мислим, пак мислам дека човекот има само таква коса, не знам. Не. Well, има таква коса, ама има стајано парика, знаеш не уцела коса, туку на некои места, парика од бела коса, за да изгледа има повеќе бела коса. Аха. Добро, па. Ама basically не се примеќа нигде кај е разликата, нели? Све изгледа негова да. Многу добро направено. Окей, исто Мейкар носи парика, мислим дека. Окей, на Мейкар, што е акторот, така? Не носи парика на коса, туку брадата му е парика. Добро, и тоа не се примеќа, Да, брадата му е парика, actually. Да. Добро, многу помлад би изгледал без брада. Да, и тоа нешто нели спомнавме Мейкар изгледа толку постар од Бейлор. Да. Сори, Бейлор е као постариот, така? Да, Бейлор е постар. Зашо, окей, дан кој га пее песната, нели, за тоа Blackfire Rebellion, дека Baylor was the firstborn, Maker sprang out last, така? Да. Имаш Бейлор, имаш уште два брача измеѓу нив, па Мейкар. Зашо Райт Мейкар е најмалиот. И стварно многу постар изгледа со брадата. Изгледа постар од Бейлор. И исто
Морам да спомнем у шестата епизода, Киша нели ида на погребот од Бейлер, син му нели туек и го прашуе Данкен зошто толку добар човек умре наместо ти? Зошто и Ние тоа удре. Тоа удре, ме разбираш кога нема како да одговориш и мислам дека многу добро одговори Данк, вика не знам ни ја. Добро Да. одговори, мислим, пошто Па и тоа нели го праша, има многу синови што умира у оклопите на татковците, ма не многу татковци што умира у оклопите на нивните синови, нели? Basically, мислим сакаше да каже така многу почесто, I don't know, знаеш што сам да Многу- кажем, ама ја. да, многу почесто кога татковците, поточно родителите, нели Да, нели, умираат да, пред децата наследува нешто и нели? па тоа. Ама овој Ја, пат, ама пошто да. Бейлор го немаше својот оклоп со него и мораше да го поземи оклопот од син му, Валар. да и не баш му го береше оклопот. Па, затоа, нели, и кој му е важен, прем беха да, супанат искривена, чекај дај да ги извадиме, нели? И не знае колку демеч имаше под тоа. Ама, окей, нели, он се клатеше уште кој влезеш и се жалеше кај не ги осеќа прстите. Нели? Да. Да. Ка... Ама Принц Валар стварно ми се свиѓа косата од Принц Валар, ка кафена само со еден бел стрик. Многу јака фризура. Тоа мислам дека и тебе ти го спомнав дури гледавмо, ка многу ми беше интересно како тој дизајн. Знаеш дека свидеш што Таргерен има бела коса, Да. ама мајка му од Бейлор е Мартел и Мартел са од Дорн и они имаат црвена коса. И кај Бейлор е поиќе таа генетика, нели? Да. Бейлор е поиќе на мајка му, Дурмейкар е поиќе на татко му. Ме разбираш со белата коса. Да. Затоа, нели, не затоа, ама ка нели има Сир Лајнел Баретон ги има таа линијата your mom's favorite, нели? Да. Не е тоа линијата, тука е линијата нели луѓе што немаа мајке се подобри борци. Да, тоа беше нешто линијата ама нешто и тој му искоментира ка шубо е да се биде на милениот ли. Не знам така. Мака многу добра стварна серија, од почеток до крај. Има толку добри, нели, one-liners. И тоа. Кој гледаш дека обичниот рейтинг е 8,8. Не е просечниот рейтинг по епизода.